Што ќе биде победа, а што пораз за секоја од 4 најголеми политички групации во земјава. Доколку Дуи успее да земе Тетово или Чаир, онаму каде што досега влем владе, тоа би било победа за нив, иако јас не го очекувам. Не гласачите на Чаир, туку сите граѓани во државата велиме добро се, ако победи едниот во Чаир или другиот, тоа е крај на едниот или другиот. Така е поставија работата на се или ништо. Ѓоргиевски за себе вели дека е неконвенционален политичар. Така го објаснува и слоганот "Прво човек, потоа градоначалник". Знаете, некогаш не е важно само и доволно на некој да му ја направите улицата. Важно е понекогаш да има народот, граѓанинот на кого да се потпре, некој со кој што ќе може нормално да разговара како со човек од своето семејство. Иако на претходните избори слушавме од одредена партија дека на градот му треба женска рака, му треба мајка да го води, дали свесно сега СДСМ ги избегнува овие фрази? Не сметам дека е битно дали е некој маж или жена. Сметам дека е битно што може да направи, што носи во себе и колку може да сработи за да може да биде подобар и почист градот.